А оваа недела Матица одбележува недела на Матица и по тој повод наш гостин или првиот гостин на нашата колешка Ирена е Антонио Павловски, раководител на галерија Матица. Добро утро, среќен ден ви посакувам и верувам дека ќе успееме да заинтересираме многу читатели кои одамна не се дружеле со книгата, да ни се приклучат и да се информираат што е најново во Матица, Антонио. Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро, почитувани, убава најава за она што следува во наредниве 15 на минути. Ке зборуваме за активностите на Матица, бидејќи од 15 до 19 април се одбележува денови на Матица и во сите три салони на оваа издавачка куќа Матица има низа на активности и сите вие кои што сте љубители на пишани од зборове повикуваме во салоните на Матица да уживате во новите изданија, бидејќи ќе има навистина и многу промоции. А за сите оние активности кои што ќе се случуваат овие неколку дена, односно наредната недела која што е прогласена и како недела на Матица, ќе ни каже Антонио Павловски, раководител на галерија Матица. Антонио, добро ви утро. Добро ли дојдовте во студиото и во телевизија Алфа, во утринската програма Добро утро секое утро. Честитки за јубилеот, исто така 33 години јубилеј постоење на Матица, навистина голема бројка и по повод на јубилеот имате исто така и тековни активности. Во склоп на тоа, од 15 до 19 април се случува недела на Матица. Токму така, 33 години некој начин е голем јубилеј, но и голема обврска во текот на нашето работење. Во таа чест, од 15 до 19 април, односно наредната недела, стартуваме со низа културни активности кои што ќе се одржуваат во трите салони на Матица, во книжарницата Матица на булеварот Свети Климет Охридски, книжарницата Матица Ексклузив и неодамно отворениот салон Галеријата Матица. Ова низа на активности стартуваме со промоција на најновата книга на нашиот познат писател Трајче Кацаров, Часовничарот, која што ја имаме тука. Да, тоа е оваа книга. Еве вака да се види. Ова ќе биде првата книга која што ќе има промоција. Так, тоа ќе биде првата промоција која што ќе се одржи во Матица Ексклузив во понеделник. А веќе во среда ќе имаме многу интересно гостување на едно најпопуларните, би рекол, во мигов српски писателки, Јелена Бачич Алемпич, која во 18 часот во среда на булеварот на книгите ќе биде тука да се дружи со нејзините читатели. Покрај низата други промоции на најновите наши изданија, кои што излегоа неодамна, ќе завршиме ова недела на Матица во петок со промоција на едни две капитални дела на професорот Драган Даутовски и со еден мал камерен концерт кој што ќе се одржи пред галеријата Матица во центарот на Скопје. Станува збор за промоција на неговите дела Кавалот во Македонија и за топчестата флейта, односно таа позната окарина која што ние сите добро се сеќаваме. Така. Сега 33 години, кажавме навистина голем јубилеј, 33 години постоење на издавачка куќа Матица. Ајде малку околу тоа како го одбележувате јубилеот. Кажавме дека имате тековни активности од почетокот на годината па се до крај на годината, бидејќи така си го одбележувате овој 33 годишен јубилеј. Интересна бројка, 3-3, нели? Так. Може малку околу тоа да позборуваме и само сакам да им кажам на нашите гледачи дека ќе имаме можност двајца гледачи да вклучиме директно овде во студиото и да си добијат по една книга. Малку подоцна ќе ги вклучиме гледачите, имаме уште малку време. Еве да одговориме на прашањето, па може да ги вклучиме гледачите. Како што напоменав, 33 години значат многу. Ние имаме доста добра евиденција на нашите изданија и токму до денешен ден Матица Македонска книгоиздателството има издадено 1328 наслови. Така што ова година... За овие 33 години, навистина голема бројка. Ова година ќе закружиме една поголема бројка со повеќе од 4 милиони примероци. Ова недела излегоа најновите изданија на доајените на
нашиот збор, Паскал Гилевски, Иван Чаповски, Јован Стрезовски, кои што творат и во 8-та, и во 9-та, па и во 10-та деценија од својот живот. Матица покрај тоа што посветува внимание на таа генерација на наши творци, дава поддршки на младите автори. Така што неодамна исто излезе дело на Ивана Боцевска, веќе имаме во печат неколку нови дела. Од друга страна, во галеријата Матица подготвуваме 2 нови големи изложби. Еве, бидејќи ја спомнавте галеријата, веќе одат инсертите од галерија Матица. Може сега, еве, додека имаат можност гледачите да ги видат, да кажеме малку за галерија Матица. Галерија Матица е отворена неодамна, овде покрај има преубави дела, покрај нема книги, така во галеријата се повеќе уметнички дела. Пресекнатот е на уметничките дела, но сепак ги имаме и сите изданија на Матица, така што сите кои што се љубеници во уметноста можат да уживаат покрај во ликовната уметност и во пишаниот збор кај нас. И отвориме неодамна пред неколку месеци со изложба на академскиот сликар Павле Кузмановски. Во овој миг е тековна изложба на познати македонски академски сликари и скулптори, би рекол. Можам само да набројам некои од нив, како Вангел Наумовски, кој што неодамна му прославувавме 100 години од неговото раѓање, или Глигор Чемерски, Газанфер Бајрам, и по новата генерација, Сергеј Андреевски, Тања Балач, Касиопија Наумовска, Ден Иванов, па скулпторите, академиците Митричевски, Синича Новески, нашиот млад еминентен скулптор и многу други. Да, видовме навистина и гледаме фотографии кои што навистина има голема бројка на уметнички дела, навистина изгледа одлично, само пред да го вклучиме гледачот прв на линија, да кажеме за сите оние љубители на уметноста, каде се наоѓа галерија Матица? Галерија Матица се наоѓа во строгиот центар на Скопје, во непосредна близина на Министерството за финансии, во позади катната гаража Беко. Така што лесно се наоѓа, така за сите љубители на убавите уметнички дела, кажавте автори од македонски автори од почетокот на да кажам од почетокот на овој век, така, кои што твореле па се до новите современи уметници. Ми кажуваат од режија дека веќе имаме 20 гледачи на линија, да не ги оставиме нашите гледачи да не чекаат. Добро утро до првиот гледач. Добро утро, добар ден, и бидејќи убав е денот, и стварно со вакви уметници ова е стварно најко убаво дело, кај што може секој граѓанин да се информира и да ја земе книга да купи за читање. Ова е стварно нешто убаво што се случува во нашиот град. Ви благодарам многу што ни се јавивте. Организираат вакви изложби, може човек да се информира за сите писатели и уметници од ликовната уметност. Така е. Ви благодарам што ни се јавивте. Оставете ги само ке ве замолам вашите податоци, име и презиме во режија и можете во Матица да дојдете. Еве ќе ви каже Антонио каде? Ќе може да ја подигнете книгата која што ја подготвивме за вас во една од подарените книги ќе биде Часовничарот од Трајче Кацаров во галеријата Матица. Значи како што напоменам, во непосредна близина на Министерството за финансии. Так. Тука е, значи, во центарот на град Скопје, нема да се лесно се наоѓа. Ако имаме гледач, знам дека имаме уште еден гледач, веќе кажувам веднаш добро утро. Добро утро. Вие сте нашата втора гледачка. Дали имате можеби некое прашање до нашиот гостин или само вака да си се слушнеме наутро? Како сте ни ова утро? Да се слушнеме, да, е добро, еве. Седам и гледам телевизија, Алфа телевизија, и баш ми убаво што постојат вакви добро е. Значи, убаво е што постојат овакви емисии каде што може да разбереме што све ново се случува во полето на книгите, на литература, што може да земеме да ја читаме, така да баш убаво. Да. Ви благодарам многу и на вас што ни се јавивте, што не следите. Ги оставивте, предпоставувам, вашите податоци во режија. Ке си дојдете во галерија Матица и тука ќе може да си ја подигнете вашата книга. Еве, не мора да доаѓате до телевизија Алфа. Тоа галерија Матица, вие во центарот на градот, лесно се наоѓа. Уживајте тамо во преубавите уметнички дела на нашите големи уметници и исто така може да си погледате и некои други наслови кои што се нудат овде во галеријата.
Ви благодарам. Благодарам и јас, пријатно. Пријатно и убав ден ви посакувам. Тоа е, значи, околу галеријата. Сега сакам само сосема за крај да ве прашам, Антонио, бидејќи имате контакт со секојдневно со луѓе, колку нашата публика сака да чита? И дали читаат повеќе младите или повеќе повозрастните? И која литература најмногу се троши кај вас во Матица? Се бара? Со оглед на тоа што клубот на читатели на Матица, кој што е формиран далечната 2000 година, брои 70.000 членови, нашите читатели се разновидни од сите генерации и задоволува фактот што има читачка култура во Македонија. Што се бара? Зависно и од вкусовите, зависно и од актуелноста на изданијата. Матица се труди секогаш да има актуелни изданија, од една страна кои што значат нешто на светската книжевна сцена, но од друга страна да ги поддржим и македонските автори, кои што го негуваат нашиот збор пред се. 70.000 членови, кажавте, така? Тоа е навистина бројка за почит, за респект. Кажете ми, како се станува член на Матица? Само со доаѓање во едно нашите 3 книжарници или галеријата и со купување на една книга. И има некој, ако сте член на Матица, има некој, да кажам, привилегии, можеби некои попусти? Токму така, се добива членство и со купувањето на книги се добива специјален попуст. Од друга страна, нашите членови се информирани за нашите активности, како овие тековните, како средбата, например, со Јелена Бачич-Алимчич, која што ќе биде нареднава среда. Так, ајде уште еднаш да кажеме наредната среда, во колку часот точно? Во 18 часот на булеварот на книгите, односно на булевар Свети Климент Охридски во книжарницата Матица. Сите влюбеници во убавиот збор, сите љубители на делата на Јелена Бачич-Алимчич ги повикуваме да дојдат и да добијат книга со примерок од авторката. Од друга страна, во текот на цела недела ќе има посебни попусти на сите наши изданија. Кои што ќе значат кои што ќе значат за одбележувањето на овој 33 годишен јубилеј. Ете така. Честитки уште еднашка за јубилеот. Навистина 33 години воопшто не е за подценување, голема бројка. Ви посакувам успешни денови на Матица, тоа се идната недела. Еве, јас и Сузе можеме да дојдеме да ги посетиме. Прекрасна можност, од 15 до 19 така, нели? И во пресред на великденските празници, ако е рано, јас мислам дека и книгата па е секогаш одличен избор за подарок. Навистина прекрасно. Само да прашам уште нешто, Антонио, кратко. Како имате детектирано во овие години искуство? Повеќе читаат жените или мажите? Убаво прашање. Би било субјективно, но од она што го гледаме ни во Матица, мислам дека жените се поголеми читатели. Ми се чини дека и повеќе се охрабруваат да ги навлечат мажите, па им купуваат книги за подарок и на нив. Сепак книгата е најубав подарок, како што рековте. Да, за секоја прилика. Да. Благодарам. Трајна вредност во секој поглед. Да, ви благодарам многу и јас.